Ви посакувам добри ден на информативниот настан поврзан со расправата по нацрт законот за јавни набавки, кој што е исклучително значаен закон за нас и за бизнис заедницата и придонесува за зголемување и јакнење на конкурентноста на македонската економија. Со поддршка на USAID, овој настан е дел од проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива, во кој што покрај Епицентар Интернационал како координатор на проектот се вклучени и 4 најзначајни стопански комори во државата: Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора на Северозападна Македонија, МАСИТ и Сојузот на стопански комори на Македонија. Проектот има за цел да се унапредат реформите на регулаторната рамка, да придонесе бизнис заедницата усогласено да действува во однос на примената на прописите, да може да се вклучат оценки на тековните регулативи и правните барања во однос на компаниите и да им се помогне да ги исполнат таквите барања, а секако и да се унапредат механизмите за јавно-приватен диалог на таков начин. Денешната инфосесија е еден прв информативен настан поврзан со презентирање на нацрт законот за јавни набавки и би сакала да го истакнам задоволството што вие како компании ќе можете да се произнесете по однос на овие новини кои што денеска ќе ги слушнеме на инфосесијата, а сето тоа представува и заложба на коморите преку конструктивен диалог со креаторите на политиките да се носат заеднички прифатливи решенија и добро е што уште во оваа фаза на подготовка на законот ние ќе имаме можност како засегната страна да учествуваме во градењето на применливи и ефикасни законски решенија. Со оглед на значењето на сегментот на јавните набавки за работењето на компаниите во Република Македонија, како стопански комори, секако дека ја следиме оваа законска материја и нејзиното влијание врз бизнис обкружувањето. Од она што ќе го видиме денес и од текстот на законот на нацрт законот кој што го добивме, можеме да посочиме дека постојат голем број подобрувања на текстот на законот, особено во прашањата кои што беа истакнати како проблематични од страна на бизнис заедницата во однос на текстот на претходниот закон кој што е и сега во примена, како што се на пример критериумот на најниска цена како единствен критериум за доделување на договорите за јавни набавки, задолжителната аукција за сите набавки, должината на изрекувањето на негативните референции и така натаму, а сите оние начела кои што се воведени во новиот закон, веруваме дека ќе придонесат за подобри и поефикасни решенија кои што ќе се применуваат натаму во практиката по неговото донесување. Денешниот настан, односно денешната дебата и дискусија, верувам дека ќе придонесе за подобрување на текстот на законот, со цел да не должам повеќе, а да се насочиме повеќе кон информирање за новините кои што се содржани во овој закон. Од сите експерти кои што се тука присутни ќе ни помогнат во оваа насока, би овозможила на тамошната дебата и информирање да биде оставена на нив, а во овој официјален дел би сакала и да го поканам министерот за финансии, доктор Драган Тедовски, да ви се обрати. Повелете, министр. Благодарам, почитувани господја Милевска Штрбевска, господин Гонзалес, господин Ѓоргиевски, господин Лемке, господја Данева Мострова и господин Димовски, почитувани присутни од државните институции, од коморите, од невладиниот сектор, представници на медиумите. Јас сакам прво на сите да ви се заблагодарам што дојдовте на оваа прва јавна расправа по повод овој нацрт или предлог текст на новиот закон за јавни набавки. Овој закон е дел од програмата за управување со јавните финансии 2018-2021 година. Оваа стратегија е работена заедно со Европската Унија и таа има за цел да го реформира системот на јавни финансии, сите негови поважни елементи, а секако многу важно место во неа опфаќа и системот на јавните набавки. Според оваа стратегија, ние имаме обврска новиот закон за јавни набавки да биде
усвоен, донесен од страна на парламентот на Република Македонија до октомври оваа година, а да започне да се применува од јануари следната година. Ние затоа почнуваме денес со јавни расправи, јавни дебати, со цел да овозможиме доволен простор на сите засегнати страни, пред се на деловната заедница, затоа сме неслучајно денес тука, и на представници и на луѓето експерти од невладиниот сектор, да ги дадат своите коментари и сугестии. Планираме вакви јавни расправи да организираме и во други градови во земјава, како во Штип и Струга во следниот период. Јас би сакал особено да се заблагодарам на USAID што ни дадоа поддршка овој процес да биде, значи овој процес на работење на нов закон, на важен закон, да го направиме транспарентно и отворено, и што е многу спротивно од она често и непредвидливо менување на законите од минатото. Почитувани, во претходните неколку недели имавте прилика да го видите предлог на текстот или драфт текстот на новиот закон на ЕНЕР. Него го изработи Бирото за јавни набавки, а тој се базира на европските директиви за јавни набавки, но во себе има вградено и решенија за проблеми и забелешки кои биле нотирани во различни извештаи на Европската Унија, на Сигма, како и на домашната стручна јавност. Целта на новиот закон е да ја зајакне транспарентноста и контролата на постапките, а во исто време да ги направи поедноставни и полесни за имплементација. Јас ќе дадам неколку примери за тоа. Се воведува задолжителна обврска за објавување на договорите и останатата документација од секоја поединечна јавна набавка на електронскиот систем на јавни набавки. Намерата е јавноста да има целосен увид во документацијата од јавните набавки. Се имплементира забелешката на стручната јавност и препораките од проектот за отворено владино партнерство за објавување на плановите за јавни набавки на електронскиот систем на јавни набавки. Во согласност со европските правила и пракса, новиот закон дава можност покрај цената да се вреднува и квалитетот. При тоа, договорниот орган, зависно од предметот на набавката, самиот ќе може да утврди дали како критериум ќе ја користи најниската цена, исплатливоста врз основа на животниот век на производот или најдобриот однос помеѓу цената и квалитетот. Се вградуваат забелешки на Европската комисија и домашната стручна јавност во поглед на електронските аукции. Во минатото задолжителните електронски аукции дадоа добри резултати во некој случај, но во одредени постапки доведоа до незаконско договарање на понудувачите и пораст на цените во отсуство на вистинска конкуренција. Со новиот закон електронските аукции остануваат, но опционално, конзистентно со европските правила и пракса. Се стеснува употребата на негативни референци согласно укажувањата на деловната заедница и увидените слабости од досегашната пракса. Се зголемуваат праговите на примена на законот и се разјаснува начинот на вршење на малите набавки, а во исто време се воведува и обврска за известување за малите набавки. Се воведува електронски пазар на мали јавни набавки, тој ќе биде во вид на електронски каталог, што ќе овозможи брзо и ефикасно решавање на набавките од мала вредност, кои се едноставни по својата природа. Во законот се воведува претходна контрола која ќе ја врши Бирото за јавни набавки. Предмет на претходната контрола ќе бидат поголемите јавни набавки, како и набавки одбрани по одредени принципи и ризици утврдени во законот. Овој систем на контрола е развиен во соработка со Сигма и се базира на искуствата на Романија и Полска. Почитувани, денес сме тука пред се да ги слушнеме вашите мислења, забелешки и сугестии. Тие со должно внимание ќе бидат анализирани од тимот на Бирото за јавни набавки, кој што работи на изработка на овој закон, и вашиот придонес е исклучително важен во изработката на квалитетен закон за јавни набавки. На крајот јас сакам да се заблагодарам на коморите, ова јавна расправа да ја направиме заедно, и секако посебна благодарност сакам да упатам до Сигма, кој што постојано ни дава експертска помош, и на луѓето делегацијата од Европската Унија, кои што ни даваат исклучителна поддршка за реформите кои што ги прави Министерството за финансии. Ви благодарам.
Почитувам министра за финансии на Република Македонија, други представници на владините институции, представници на комората, бизнесмени, бизнесменки и медиуми, добар ден. Ме представува огромно задоволство да бидам тука на овој настан, организиран од страна на проектот на УСАИД, партнерство за подобра бизнес регулатива и Министерството за финансии, и да го представиме УСАИД пред толку разновидна и значајна публика. Минатата година преку активностите на овој проект, коморите спроведува серија консултации за да се идентификуваат проблемите со кои се соочуваат бизнисите во Македонија. Проектот сега е односно со конструктивна размена на идеи меѓу компаниите и владата, и оваа комуникација е клучен елемент за подобрување на регулаторната рамка и правната средина во која што функционираат македонските компании. Фактот дека денес има толку голем број бизнесмени и представници на владата зборува многу за важноста на системот за јавни набавки и неговата важност за македонските компании, како и за совкупното стопанство на земјата. Во Македонија околу милиарда евро, односно 1/3 од владиниот буџет се троши на јавни набавки. Минатата година во рамките на Центарот за граѓанска комуникација имаше консултативни и инклузивен пристап за идентификување на недостатоците во системот за јавни набавки, особено кога станува збор за вредност на зампаните, за отчетноста и транспарентноста. Доста сме среќни што Министерството е отворено кон општеството и кон секторот во однос на презентирањето на нацрт законот, што ќе се случи денес. Би сакал да се заблагодарам на министерот за неговото раководство и им честитам на напорите на Министерството што продолжуваат да го подобруваат јавно-приватниот диалог, и се надевам дека денешниот настан ќе послужи како платформа за дискусија меѓу приватниот сектор и владата, и дека дискусијата денес ќе ја оформи конечната верзија за законот кој што ќе биде корисен за сите засегнати страни. Денес славиме 25 годишна, оваа година славиме 25 годишнина од постоењето на УСАИД во Македонија. И тоа го правиме заедно со владата, граѓанското општество и бизнес секторот, и ги го славиме подобрувањето на демократијата, на граѓанското општество, на врската помеѓу граѓаните и владата. Во текот на овој период УСАИД беше значително вклучен во системот за јавни набавки во Македонија. Од 2007 година УСАИД работел заедно со Бирото за јавни набавки за да се промени законот за јавни набавки, да се воспостави Центар за обука за експерти во областа на јавни набавки и да се воведе електронскиот систем за јавни набавки во Македонија. Во последните 5 години нашиот фокус беше повеќе насочен кон микрокомпаниите кои што ќе може да добијат пристап до овој систем. На крајот ние работиме на привлекување на вниманието на владата во недостатоците на овој систем, како и обезбедување на пристап до него. Се надевам дека денешниот настан по денешниот настап заедно ќе можеме да го прославиме успехот во оваа област. Ви посакувам плодотворна конференција.